Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерката за внатрешни работи, госпоѓата Гордана Јанкуловска. Министерке, дали безбедноста на граѓаните е доведена во опасност по зачестените инциденти и тепачки меѓу младите во главниот град? Мене ми е јасно дека во јавноста постојат обиди пред се од политичари од опозицијата во недостаток на аргументи, во недостаток на конкретна понуда на граѓаните, по секоја цена да настојуваат да прикажат една лоша слика на Република Македонија и пред домашната, но и пред меѓународната јавност. Меѓутоа некако веќе стана правило на кое се навикнавме, истите тие политичари постојано да зборуваат за некакви сценарија, инволвирајќи ги соседните држава за некакви безбедносни кризи и при тоа да ги користат еден мал број на медиуми преку кои ги пласираат своите тези, верувајќи дека нема да биде побарано мислење од другата страна, односно нема да бидат цитирани бројките. Меѓутоа, бројките покажуваат нешто што е сосема поинакво и ако јас се обидам да ви дадам еден краток и прецизен одговор на ова прашање, тогаш несомнено безбедносната состојба во Република Македонија веќе подолг период е непроменета. Ние се разбира дека ги следиме сите случувања и во земјата и во регионот и креираме одредена политика по однос на тие случувања, бидејќи не се исклучува фактот во одреден момент да се појави потреба од реакција на полицијата и ние во многу наврати сме покажале дека како институција имаме целосен капацитет соодветно да одговориме тогаш кога е потребно. Меѓутоа сметам дека е крајно непотребно и крајно неиздржано некои политичари да се обидуваат да го градат собствениот рейтинг или рейтингот на нивната партија преку импровизации и шпекулации по однос на безбедноста на Република Македонија или ако сакате дотолку повеќе преку обиди да се нарушат меѓуетничките односи, односно лажно да се презентира една фактичка слика која како што може да видите бројките ја илустрираат на сосема поинаков начин од оној што го тврди опозицијата. Министерке, и покрај бурните реакции во врска со одредени одредби во Законот за полиција, тоа е веќе донесен и стапи во сила. Како прв човек на ова министерство, зарем не сметате дека се кршат или се повредуваат човековите права и слободи кога со овој закон или конкретно со една одредба од него му се дава овластување на еден човек, во случајот на директорот на Бирото за јавна безбедност, да одлучува и да дава наредби за засилено и прикриено наблюдување? Би сакала оваа прилика уште еднаш да ја искористам и да потенцирам дека не само што не се нарушени човековите слободи и права, односно не се остава таков простор со овој закон, туку напротив, законот нуди низа алатки со кои на граѓаните недвосмислено им се заштитени човековите слободи и права. Инаку, бидејќи споменавте една конкретна одредба за која од страна на опозицијата имаше обиди да се презентира како нешто што е неприфатливо, односно нешто што не може да ја издржи стручната критика, јас би сакала да потенцирам дека токму по однос на таа конкретна одредба не само што добивме позитивно мислење од практичарите, значи обвинителите, судиите и од луѓето кои директно работат на оваа проблематика, туку би рекла дека таа е одредба која го има поминато и филтерот на Европската унија со оглед на тоа што е на некој начин пресликана од хрватското искуство, а Хрватска веќе станува членка на Европската унија и јас не верувам дека Европската унија би прифатила една нивна членка да има закон кој ги крши слободите и правата. Инаку што се однесува до прецизирање на суштината на оваа одредба, и јас да појасниме само со пример да речеме дали оваа одредба дозволува да речеме полицијата да ми влезе дома без судски налог само заради тоа што некој се сомнева дека нешто кријам или нешто сомнително. Значи, одредбата која вие ја цитиравте, јас ќе се обидам да ја илустрирам на начин кој сметам дека ќе биде доволно разбирлив за граѓаните, бидејќи сепак зборуваме за човековите слободи и права. Значи, во случај кога, да се вратиме на почетното прашање од ова интервју, имаме засилени
зголемен број на инциденти во автобусите, на спортските надпревари. Имаме оперативни сознанија за недозволена трговија со луѓе во некој од баровите некаде на територијата на Република Македонија. Или имаме било какви индиции за можно проблематично однесување на одредени лица, тогаш се разбира дека полицијата треба, мора и може да пристапи кон засилена примена на оперативно собирање на информации по однос на сторителите на тие кривични дела, по однос на луѓето кои провоцираат инциденти или креираат инциденти, и се разбира дека сето тоа се прави во непосредна координација со јавниот обвинител и во постапка утврдена со закон. Длабоко сум убедена дека најголемиот број од граѓаните, се разбира со исклучок на криминалците, посакуваат институциите да ги имаат на располагање сите алатки кои ќе им стојат на располагање за да се откријат сторителите на кривични дела, или па уште повеќе да се делува превентивно, односно да се спречи сторување на кривични дела. Ајде малку и околу партиските вработувања во МВР, кои што се чини дека не го заобиколуваат и ова министерство. Дали трендот на вработување на лица со криминални досиеа, кој што почна по 2001 година, продолжува и како вие се справувате со него? Добро е што тој тренд застана, односно престана во моментот кога СДСМ се замина од власт, и ние тогаш покажавме силна волја да запре овој тренд. И тоа го направивме не само преку изјави и декларативни заложби, туку преку конкретни чекори. Направивме низа измени и во Законот за полиција, во смисла на процесот на регрутација на полициските службеници и критериумите што еден полициски службеник треба да ги исполни, но и во смисла на градење на системот на кариера. Лично сметам дека само на ваков начин, со една силна контрола на квалитетот и во процесот на регрутирање на новите полициски службеници и во процесот на унапредување, односно градење на системот на кариера, ние може да очекуваме позитивни резултати во работењето на било која институција, но се разбира сега зборуваме за Министерството за внатрешни работи. Велите дека трендот запира, но еве да подсетиме на последниот пример. Неодамна беше уапсен командир на езерската полиција во Охрид поради тоа што работел заедно со рибократците, или на пример акцијата Детонатор, каде што беа многу началници сменети од раководните позиции. Тоа е само потврда на она што јас го говорам. Тоа значи дека ако сакаме да имаме успех, ние мораме да имаме еднаков критериум за сите, без разлика дали се работи за луѓе вработени во Министерството за внатрешни работи или за граѓаните. Ако ние замижиме пред криминалот во сопствените редови, тогаш како да очекуваме дека граѓаните ќе ни веруваат? За сега сме успешни во тоа, но предизвикот е дотолку поголем колку што имате подобри резултати. И останува сите полициски службеници макотрпно и посветено да продолжат на ист или па на уште по посветен начин да работат во функција на откривање на криминалот, на корупцијата, во служба на граѓаните и се она што е задача на полицијата во една демократска земја. Неспорно е дека вашиот мандат го одбележа многу акции во борбата против организираниот криминал, но колку сте задоволни од процесуирањето на случаите до јавното обвинителство и судовите? Се разбира дека по однос на одредени случаи можеби нашите очекувања се побрзо да оди постапката кога таа ќе помине во рацете на некој друг од Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа јас немам право да влијам на динамиката на работењето нити на судовите, нити на обвинителството. Она што можам да го кажам е дека обвинителството во сите активности во кои заедно сме биле инволвирани, макотрпно и посветено работи во насока или во функција на докажување на кривичните дела за кои ние имаме сомневања, и ние високо ја цениме работата на обвинителството. Судската власт е независна, таму условно речено важат други правила на оценка на доказите, на слобода на судиско убедување, но она што мене ме радува е што еден огромен процент од кривичните пријави кои ние сме ги поднеле до обвинителството, а потоа обвинителството ги застапувало пред судовите, завршиле со осудителни пресуди, значи се потврдило дека полицијата добро ја сработила својата работа. Ви благодарам што бевте наш гостин. Ви благодарам и јас.
Следното интервју на Радио Слободна Европа ќе го гледате за 7 дена. Довидување.